Додека производителите во Европа се уште се мислат како да се спротистават на кинеската конкуренција, јапонците веќе презедоа конкретни чекори. Honda и Nissan си пружија рака. Двете компании потпишаа писмо за намери со кое се предвидува да ги испитаат можностите здружено да развиваат електрични возила, компоненти и софтвер за нив за да можат полесно да ги совладаат кинезите, но и Тесла. Планот за заеднички настап е во многу рана фаза и деталите за потенцијалната соработка допрва треба да се дефинираат. Засега е јасна само решеноста на двете компании да бидат отворени за соработка не само во Јапонија, туку и на глобално ниво. На тоа ги тера агресивноста на новите играчи на пазарот, од кои како проценуваат нема да можат да се одбранат се додека се држат до традиционалниот пристап и конвенционалната мудрост. А неа јапонците ја имаат научено кога пред половина век истото им го сторија на американските производители. Honda и Nissan се втори трет по големина јапонски производител со заедничка продажба на ниво од нешто над 7 милиони возила. Nissan со лансирањето на Leaf во 2010-та беше пионер во електрификацијата, но последните години го загуби чекорот, а Honda пак досега не ни успеа да заплови како треба во овие води.